Неполни 2 месеци од корона кризата, без парицата веќе кружи околу граѓаните. Она што доскору важеше за лошо, сега на сите им се чини дека било подобро. Колку имаме толку и трошеме сега и финансиски послабо, предпазливо, многу предпазливо се работи. Па сега помалку, оти нема како не е на работа, не сме, иначе малку тешко е сега, да. Малку трш. Седиш дома и кај ти трш. Не одиш никаде, ни на кафе, ни. Не се толку плаши. Сепак, предпазливоста во трошењето веројатно е само најава на она што следува, зашто интересниот период доправа предстои. ММФ смета дека македонската економија годинава ќе падне за 4%, што значи дека буџетскиот дефицит во оваа година ќе се зголеми на 6,5%. Што ова значи преведено на едноставен народен јазик? На крајот на годината очекуваме дека во апсолутна бројка номиналниот бруто домашен производ би требало да биде околу 11 милиарди евра, што е некаде од прилика во апсолутен износ загуба малку помалку од 1 милиарда евра, што секако ќе биде многу и за компаниите и за граѓаните. Секако, ова е огромна финансиска дупка за држава како нашата, па прашањето е како таа ќе се пополнува и низ кои голготи ќе минуваат граѓаните и фирмите. Компаниите заради намалување на нивните економски активности ќе мора да отпуштаат дел од своите вработени, веќе тоа практично и го гледаме во некои сектори, особено најпогодените сектори, меѓутоа ќе има и други сектори, бидејќи оваа криза ќе биде продолжена особено во вториот и третиот квартал. Еден дел од граѓаните, да речам, веќе се пуштени на принуден одмор, дел од граѓаните ќе ги изгубат своите работни места. Сето тоа ќе значи намалување сериозно на животниот стандард на македонските граѓани, апелирајќи во оваа насока до владата дека едноставно треба да се грижи за спасување на секое работно место, бидејќи тоа ќе значи амортизирање на тие негативни ефекти од кризата. На целата криза која предстои, немилосрдните економски калкулации ја предвидуваат и опцијата зголемување на даноците. Има, но тотално има. Виж, нафта качи, што сакаш? Натака нема што да збориш. Мислим дека ќе си поголеми. Така мислим, па не знам сега. Мислим дека даноци ќе биде поголеми. Како мерка е можно да се примени, но искрено верувам дека посебен резултат нема да има, а само дополнително ќе се оптоварат и фирмите и граѓаните. Смета експертот Павле Гацов. Колку и овие предвидувања да отстапат, известно е дека следува период на економско искушение. Пари за трошење оваа година ќе има помалку од лани, но до година, велат експертите, ќе има повеќе од оваа година.